Почитувани мои, добар ден. Пред нас е нова работна недела. Вие го следите веќе понеделничкото издание на Црвена линија. Еве зашто ќе зборуваме денес токму со вас. Уште не видовме бенефит од ефтината дневна тарифа, а веќе ни најавуваат нов упат во паричниците. Во последниве денови на социјалните медиуми многу слики од броила. Сите сликани од 13 до 15 часот, ама нема ниту едно Т2. Во јавноста има и најава дека сметките за струја ќе бидат надополнети со нова ставка пристап до мрежа, која ќе биде покрај постојната мрежарина и која ќе влие врз висината на крајната цена. Од регулаторна комисија не уверуваат дека пристап до мрежата ќе биде минимален, само 3-4 евра месечно, но затоа мрежарината ќе биде намалена. Многу едноставно прашање. Ако се воведува нешто ново, зошто старото не се укине? До крајов на месецов ќе не чекаат уште изненадувања. Регулаторот да ја објави и новата цена за електрична енергија, во која ќе важи во следните 6 месеци. А универзалниот снабдувач, односно Евана Хоум, да направи пресметка за крајните цени за домакинствата и малите потрошувачи, да ја врати до регулаторот кој треба да направи мониторинг и доколку има забелешки на таа пресметка, Евана има обврска да направи корекции. Со кого игра пинг-понг регулаторна комисија? До денешните прашања се следни. Знае ли некој што е тоа пристап до мрежа? Знае ли некој зошто се воведува пристап до мрежата? Верувате ли дека ова нема да ги зголеми сметките? Ова се конкретно директните прашања до вас, а секако имаме и прашање кое што секогаш е анкетно и можете да го најдете на Instagram Story, но за тоа треба веднаш веќе да не заследите на Instagram, доколку не следите таму, и да кликнете на Instagram Story, а таму изгледаме вака. Анкетата за денес гласи: ќе имаме ли новогодишно изненадување од Евана и регулаторна комисија? Имате две опции за одговор. Едната е да, не кликате директно на вашиот одговор, а во проценти пресметано резултатите ќе бидат соопштени по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. Ќе потсетам секако да не заследите и на Facebook и на Twitter, дополнително со коментари, шернување и улекнувања, да се надоврзувате на она за што зборуваме во денешното издание на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме нашите теми. Во продолжение одеме со прилогот на Ирена Чачкова. Околу 30 милиони евра годишно ќе се соберат од новата давачка за пристап до мрежа, која ќе чини најверојатно од 3 до 4 евра. Ова е грубата пресметка на дел од енергетичарите по најавата на првиот регулатор Бислимовски дека во сметката за струја домакинствата ќе имаат нова ставка за плаќање. Професорот Туневски вели дека давачката од технички аспект може би оправдана, но повторно парите наместо во државните енергетски компании како ЕСМ и МЕПСО ќе завршат во приватна фирма. Со една реченица треба државните компании да имаат поголем удел во сметката за електрична енергија. Треба да се направи една анализа, просто е таа анализа, да се види во регионот, па и пошироко, колку дистрибуцијата учествува во цената, колку преносот учествува во цената и колку дистрибуцијата, преносот и производството. Значи три ставки има. Кај нас се плашам дека тој однос ќе биде во корист на дистрибуцијата, а на штета на производството и преносот. Според Туневски, ЕСМ има високи трошоци за производство на струја, увезува јаглен, а и електрична енергија за да може да му испорача на универзалниот снабдувач онолку колку што му е потребно. Тој трошок треба да се покрие, а во моментов тоа се прави со сериозни пари од буџетот кој го полнат граѓаните. Се префрлаат средства за да може ЕСМ да продава мегават од 53 евра и сега од 57 евра, кога на берза чини околу 100 евра. Сега некој ќе рече: вие свесно го уништувате блокот за да го даете блокот. Со депресирана цена свесно го уништувате блокот, за да еден ден морате да го дадете блокот. Тоа е као да не правите ремонт на колата, не поправате ништо на колата, за да на крај колата ја дадете за 2 евра. Според Бислимовски, со новата давачка за пристап до мрежата ќе се воведе правичност затоа што не е во ред оние кои постојано ја користат мрежата да плаќаат исто со оние кои тоа го прават ретко, како на пример во викендиците. Уверува дека таа нема да направи ценовен шок, а најверојатно ќе се намали и мрежарината. Новата цена на струјата треба да се знае до крајот на годинава. Утре регулаторна ќе соопшти што од барањата на МЕПСО, МЕМО и електродистрибуција е прифатено, а што не. А дали и за колку би поскапела струјата, деновиве треба да соопшти Евана Хоум,
но претходно одлуката ќе помине на контрола кај регулаторите. А веќе од режија ми јавуваат дека го имаме и првиот гледач во црвена линија и велам добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија и верувам дека и добро се слушаме. Добро се слушам како не. Така, еве според вас верувате ли пред се дека ова нема да ги зголеми сметките? Знаете ли што е тоа пристап до мрежа? Пристап до мрежа Да. да се објасни на обичниот народ. Да. Обичниот народ дека свати дека е ова грабење на пари, иначе пристап на мрежа не постои во електриката. Тоа ти е исто како да отвориш продавницата за да влезеш во неа. На прост македонски јазик. Добро, Не според разбирате? вас ќе ги зголеми ли ова сега сметките? Како ви се чини? 4 евра плюс. Добро, треба ли да очекуваме уште новогодишни изненадувања според вас од ЕВН и регулаторна комисија? Па уште најмалце 8 до 10% покачвање на струјата во цена. А според вас зошто се воведува, еве? За да Генерално, се зема откаде? пари од обичниот народ. Добро. Имате се уште време, ако се тоа одговорите, Не, тоа е за ова, за пристап до мрежа. Тоа е се. тоа е се. Благодарам многу куси, но секако одлично јасни. Благодарам за учеството и секако благодарам што бевте и првиот кој што љубам да кажам да го пробием мразот за ова издание на Црвена линија. Топло препорачувам да останете со нас и допрво да слушнете какви одговори ќе дадат другите гледачи. Добро вечер, добар ден. Дали Добар се ден. слушаме? Добар ден ти на Добар ден, секој добро во Црвена линија сте. пристап на мрежа. Убаво каже човекот, пристап до веро, да поедам треба да платам, за да влезам. И јас друго сакам да кажам. И честитам нова влада што толкова сети дека овој народ може да го манипулира како што сака. И честитам. Виде дека сме ние, знаете што сакам да кажам, за да не ме исклучувате како народ глуп, и може се да прави. Што може се да прави? Може и ова да му се прави. Од една страна ти дава, од другата страна ти ги зема. Повелете, господа граѓани, ти да струја. И радувајте се. Пукнам во зградава, бидејќи сум јас електроинженер, само ме прашува, ела да ми кажеш на сато, дали свети тоа Т2, дали свети ова, дали Па свети дали ова. свети еве те два да ве прашаме со оглед на Не. Чор додам, ако лажам. Ни свети, ни било, а беше од први. Да е за поскапување за струјата, ноќе ќе натарат работниците да ви прочита сатојте. Зова. Абе така беше и шеќериска, бе народе. Да не плаќаме ТВ, и го е пикна во нафтата. Затоа овие идат на власт. Се колнево, децата собствени дека ништо нема да менува, па менаја. 100% да е зголеми ова влада струјата. Ги молам 100% да е зголема. Да го видам овај народ, дали ќе мрдни од дома. Да знаете дека и тоа ќе го поднеси. 100% да е зголема. Ги молам оваа влада. А јас ви велам големо благодарам за вашето учество во Црвена линија. Секако и вие продолжете да гледате и слушнете што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро во Црвена линија сте. Благодарам исти на вас. Како го објаснувате вие овој пристап до мрежа? Па слушайте сега, ја не знам зошто не прашувате нас гледачите. Па нели вие сте новинари? Зошто не излезете на терен? Па вие да ми објасните што значи тоа пристап до мрежа. Јас како што гледам, беше у последно време, новинарството се сведе само на Facebook. Вие и не сето тоа. разбирате најверојатно зошто го поставуваме ова прашање. Како ви се Па чини затоа од аспект вие на треба да граѓанин објасните. што ќе плаќа сметки? Дали овој пристап до мрежа всушност е воведување на нови цени во сметките, повисоки цени? Па ние ако не се научиме од вас вие што ќе ни презентирате, ние како ќе да знаеме по друг начин? Затоа вие треба да излезете на терен. Па ние ние знаеме да излегуваме прашуваме. на терен, пред малку имаше и прилог. Кажете ми дали вие забележавте да светите два? Еве, значи, забележав дека не свети. Денеска со овој што оди по струјата и тоа го прашав, каде мене не свети. Не можеме преку ред. Кога ќе дојдам да ја читам сметката, тогаш ќе се направи тоа. Значи, тоа треба некоја присила, а сепак мислам дека телевизиите се тоа.
што треба да го презентираат и да го... Дали го гледавте Да, прилогот пред малку? Не го гледав. И па затоа така и коследно. Како и да е, Црвена линија ги формулира прашањата, се разбира за пристап на мрежа, не би биле неинформирани, па да чекаме или да ни се даде баш пластично одговор. Но како вие го доживувате тој пристап до мрежа? Што за вас значи како граѓанин сега со оглед на тоа што плаќаме сметки? Ние како го доживуваме? Ние го доживуваме од джеп. Тоа го плаќаме ние сите, што плаќаме струја. Така, големо благодарам. Еве, уште еднаш ке подсетиме сега доколку сакате да бидете информирани целосно за многу нешта, особено за темата за која што зборуваме. Еве, уште еднаш ке подсетам со оглед на тоа што некои гледачи најверојатно подоцна се вклучија во Црвена линија. За прилогот се разбира на мојата колешка Ирина Чачкова. Насловот е на telma.com.mk, а гласи вака: околу 30 милиони евра годишно би се собрале од новата давачка во сметките за струја под име пристап до мрежа. Еве и ова ќе го издвојам, значи ова е грубата пресметка, се однесува на овие околу 30 милиони евра годишно на дел од енергетичарите по најавата на првиот регулатор Бислимовски, дека во сметката за струја домаќинствата ќе имаат нова ставка за плаќање. Професорот Туневски вели дека давачката од технички аспект може да биде оправдана, но парите наместо во државните енергетски компании како ЕСМ и МЕПСО ќе завршат во приватна фирма. Многу повеќе те подсетувам, значи можете да прочитате за ова на telma.com.mk. Но на сите нас, па и вам, драги мои, како граѓани, како ви изгледа, како си го обяснувате сега, си обяснувате оваа нова ставка пристап до мрежа? Верувате ли дека ова нема да ги зголеми сметките? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија. Ако сум ја на линија. Да, сте, ве слушаме. Добро, вака. Ова е се што е речено. Да, ве разбирам. Све што е речено лук и вода. Важно на граѓанскиот грб. Дури се покачуваат. Нели беше дека ќе се симнат нешто, сметките, ова, она, ништо. Кај има ова на пристап до овие касетите што јас, например, 50 метри ги имам далеко на главна улица. Моето броило тамо нема пристап до броилото да видам што правив, како правив. Затоа све и клучевите се електронски. Ако ги пуша некој у Скопје тамо компјутерски, може овој од ова на работникот да ја отвори. Не е тоа. Тоа само како може повеќе од граѓаните да се краде. Сега некој на струја, сега ќе удират по нова година и пред нова година на цените на прехрамбени, непрехрамбени, на житарици, друго, трето, и све ние држиме, се уште држиме. Како може тоа? Како може тоа 4312 денара ја да плаќам струја од рачиновот се јаву и ќе ви ги донесам сметките, имам еден кубик сметки, дека е платено. Како може тоа? Што трошам ја? Кај имам фабрика? До фабрика да имам толку не трошам. Ни гријалица дома, ни ништо, ја на дрва се греем. Благодарам многу за тоа што го споделивте вашето лично искуство како плаќач на сметки за електрична енергија. Меѓу другото, и веќе поставиме уште едно прашање. Зошто ако се воведува пристап до мрежа, не се укине мрежарина и за Т2? И сега кој да ме кажете дали некој од вас веќе уживаше во она Т2 ефтина струја од 13 до 15 часот која што стартуваше од први месецов. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака, јас се кажам, ова пристап до мрежа или пристап до джепот на граѓаните. Тоа е тоа. Ова мрежарина што беше претходно, тоа беше до новчаникот, ова е сега пристап до джепот. Зошто не се укиневе се пристапот до мрежарина? Па зошто не се укине? Зошто треба да земат повеќе пари? Сега на бегање, тако може и нас ќе не земат. Имам јас една пријателка, вика, ќе треба да ги заклучуваме вратите, ќе дојдат да ни земат и од дома нешто што им треба. Значи, денеска слушнав, сосем случајно, јас не сум пушач, поскапеле цигарите за 10 денари. Срамота.
не најавено, нели? Сега треба да се даде на тутунариве, па ајде, ноческа го решиле тоа. А за пензионериве да се покачи, ова треба да се прават една седмица, друга седмица, трета. Убаво викаат овие од ВМРО, ако не овој вторник, другата среда. А дали ви светеше она за Т2? Не свети. Баш јас го поминува, го чекав овој што го чита сатот, вика, абе ќе биде, ќе го пуштиме, што сте се запнале сите сега. Абе ќе биде, ама Т2 е ТИЧ. Излажаа народот, по кој знае кој пат. Поскапувањево иде ненормално. Ова со цигариве стварно ме изненади. Не сум пушач, не ме гајле, меѓутоа зошто? За да симнат нивните плати треба да сменат 7 закони. Така, благодарам многу и вам за учеството. Сега малку ќе ги вклучиме и твитерџи. Ќе стартуваме со еден твит кој што е напишан минатата година, септември 21 од страна на Александар. Еве твитерџи тогаш всушност што коментирале. Плаќаме најскапа мрежарина во екс-Југославија, па се чудиме од каде толку скапа, ама нели тоа е за наше добро, што би рекле тука Твитер стручњациве, а уствари така се покриваат кражби и дебели профити за Ивана, па после летат куферчињата кај што треба. Читајте во Македонија, значи насловот тогаш бил се плаќа најскапа мрежарина за струја, тврди професорот Трајковски. Тоа беше во 2022 година. Ние прашуваме зошто ако се воведува пристап до мрежа не се укине мрежарина и за Т2. Добро вечер. Ало. Повелете во црвена линија. Добро вечер. Гледа со Кратовско. Голем поздрав до кратовчани кои што не следат. Па вака. Пристап до мрежа. Значи имаме легализирано куќа во село Секурица и чекаме 3 години приклучок за струја со се што сме платили. Конкретно, добиваме струја од 110 волти, ни наплатят со извршители, со сите заканувачки средства, 220 волти. Немаме улично на 2,5 километри од селото. Мора да платиме улично затоа што имале договор со собранието. Така да, по сите основи, додека не почне полицијата да работи, судот да се промени, нема живот во оваа држава. Значи, ова е хаос невиден. Би ве поканил како телевизиска екипа да поедете по кај село Секурица да проверите што се работи. Ова, кога ќе го видат во Судиска Арабија, ќе се чудат, што ми се живее имало ветари од нас. Трошиме 1000 дена да струјат. Тоа се некаде 15-16 евра. И сега 4 евра кога ќе стават, значи се зголемува цената на струјата за 25%. Значи не се зголемува за 1, за 2 или за било што. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Продолжуваме, ги вклучуваме и твитерџи секако за да можете и вие да дознаете како коментира на темава Твитер заедницата. Чарли Мекинтош напишал what, што од англиски во превод значи што, пристап до мрежа, има ли некој нормален овде? Демек претходно немавме пристап, претходно кој пристапува и како, нека објасни. Сушност ова е ретвит на твитот на Менталист, кој што едноставно напишал сакате ефтина струја денски, а тоа е твит во однос на насловот, односно нова ставка во сметките за струја, ќе се плаќа од 3 до 4 евра плюс за пристап до мрежа. А ние ве прашуваме ако веќе се воведува пристап до мрежа, како вие го доживувате овој пристап до мрежа, како го дефинирате како плаќач на струја и зошто еве не се укине мрежарината и за Т2, например, и дали ве уживавте во ефтината дневна тарифа од 13 до 15 часот. Добро вечер. Ајде, добар ден, добро вечер. Овде Никола од Ѓорче. Голем поздрав, Никола, до вас. Јас ќе ви кажам зашто, знае ли некој зашто се воведува пристап? Затоа што во овие 33 години беа 3-4 влади на власт, партии, ајдуци така да ги речем, никој не му текна
да го смали тоа плаќањето да изгледа чебрене или галиште, или да воведе да се газда има низ домакинствата помалце да се плаќа, него се удрило на крадење, на малверзации, на дубари, на све. Ја пред 2 месеца имавте за цената, дали ќе се зголеми, јавите тогаш реко 20%, а сега со ова колку ќе се зголемат? Негде од 800 до 1000 денари некој ако плаќал 2000 дарки, ќе плаќа 3000 дарки и натаму. Значи со тоа 4% волку посто, онолку посто. Значи да имаше домакини луѓе во овие 30 години, немаше овие прашен да ги поставувате. Ке се мислеше за народот, некако тој пред некој ден што кажуваше од Арачино го сваќам, толку и толку кубика дрва купил, а плаќа струја толку и толку. Значи се краде, нема закон во ова држава, анархија е. Жалостно за овој народ, него ако малце ни е, не знам дали ќе дочекам јас да видам добри денови и моите деца и внуци и све. Бидете поздравени, све најдобро. Ајде, чао. Се најдобро, Никола, бидете вие поздравени, но сега кој продолжате да не гледате, за да видите и останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија. Па ovo е уште една финта на Евана, ништо друго. Бидејќи и самите кажуваат колку ќе инкасират на краја на годината. 30 милиони евра, така беа. Да. Да не беа 300. Немам појма. Како и да е, во секој случај уба пара. Како стигнаа до тие пари, ако еве ја намалија мрежарината, а воведоја пристап на мрежа, до мрежа. А што е то мрежарина, а што е то пристап до мрежа? Тие два поими не се разграничени, не се разобјаснети, не се знае точно што е што. Јас колку што гледам се работи за потполно иста работа. Не се работи за ништо, значи што ни се наметнува што нешто ни се попушта, а нешто ни се наметнува. Јас само гледам дека само ни се наметнува. Значи добиваме оптеретување на буџетот. Проверивте ли дали имате ефтина дневна тарифа? Сметките и ништо друго не се добива. Дали проверивте дали ви светит 2 имате ефтина дневна? Не видов, неам видено, многу малце ја употребувам таа тарифа. Така. Неам приметено, меѓутоа не е проблем. Така, благодарам многу за јавувањето. Еве и у точка Македонка напишала, не сум стручна, па еве да прашам. Може ли да имам струја без пристап до мрежа? Пристап до мрежа значи новата ставка во сметките за струја од 1 јануари. 600.000 броила, по 4 евра, 2,5 милиони евра месечно, годишно по 12, околу 30 милиони евра. Но ние ве прашуваме, еве како вие ја доживувате, ја разбирате ова нова ставка, пристап до мрежа. Дали може еве за сметка на тоа што се воведува пристап до мрежа да се укине мрежарина и многу важно дали сте забележиле дали ви свети тоа Т2 за дневна ефтина тарифа од 13 до 15 часот. Значи имаме сега за сега плаќаме мрежарина, сега ќе плаќаме според најавите и пристап до мрежа. Како го разбирате вие? Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ако сум на линија. Да, на линија сте, повелете. Благодарам. Видите, ја ова некако не можам да го разберам. Изгледа некој има тамо, во таа служба, да го наречам со големо текнувало. Значи, ќе ни понудија ефтина струја од 13 до 15. На некој начин тие губат одреден процент за потрошена електрична енергија и сега тоа текнувало, му текнало да најде начин како пристап до мрежа. Па како може да имам пристап до мрежа, а да немам струја? Па ја веќе сум пристапил до таа мрежа, ја веќе имам струја, ја користам. И којата? Да најдеа некој друг израз, да најдеа некој друг... Или барем да, еве, дали можеше да се
отстрани тоа мрежарина, а да остане само Тоа, ако нас не прашаат, ние ќе кажеме се да избришат, да остане само електрична енергија, 10 денара, 8 денара, колку е и крај. А овдека не обтоваруваат со уште негдека над 300 денара, значи месечно да плаќаме. А тоа е се, оно што значи реков претходно, тоа текнувалото му текнало да најде, да брцне во нашиот джеп, значи да ги покрие тие трошкови. Срамота е за нив. Срамота е за овој поштен народ што значи си ги плаќа трошковите, а не може да живее мирно и спокојно. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Еве уште еден твит од еднакво во наводници, така стои барем тука. Пристапот е платен кога сами си ги купуваме бандерите, 350 евра е една бандера, жиците сами исто ги купуваме и ако останат нешто си ги земаат од Евана, во заграда што ќе ти се тебе. Ние ве прашуваме како вие сега си го објаснувате оваа нова ставка која што допрва треба да се воведе, тоа е пристап до мрежа. Плаќаме мрежарина, дали може би за сметка на пристап на мрежа треба да се елиминира таа мрежарина. И многу важно е дали некој од вас ја користи и веќе ужива од први во дневната ефтина тарифа на струјата од 13 до 15 часов. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Па вака, Фина, цело време ве слушам и вие сами сте свесни зошто ја спомнуваме и ефтината струја, зошто и пристап до мрежа. Ќе ви дадеме ефтина струја, ама ќе ви дадеме и пристап до мрежа. И наместо да ви се намали сметката за 200, ќе ви се зголеми за 300. Значи пак тие ќе бидат 100 денари во час. Дали се слушувате? Да, ве слушам со внимание. Добро. Дали треба да очекуваме тоа значи нови изненадувања до нова година? Ма јас не очекувам, ова мене се личи на предизборна кампања. Договор Евана со влада, ќе внесеме ефтина струја, вие ќе ставите пристап до мрежарина и вие сити и ние сити, а јагнињата никаде ги нема. И додека има овци, ќе има и джемпери. Не излажа, гласајте за нас, ќе ви дадеме ефтина струја, ќе ви укинеме не знам што беше тоа таксата за радиодифузна такса, ќе ви укинеме, па нема да има екстерни оценувања по ово. А зошто еве не укинат мрежарината за сметка на оваа нова ставка? Па затоа, значи, имате ефтина струја, сега ќе плаќате пристап до мрежа. А имате ли ефтина струја, еве, реално, практично? Немаме реално ефтина струја и јас реално работам и немам време кога да ја користам таа ефтина струја. Дали некој проверил дали свети тоа Т2 кај вас? Па немам ни намера да ја проверам, зашто јас во тој период од денот не сум дома. Така. Значи јас од 1 до 4 или до 3 не сум дома. Значи после мене 3 ми треба до 5 ефтина струја, не ми треба кога сум на работа. Јасно. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Нас не е јасно како оваа преносна струја од вентилерото до куќата, ние кабелови си купуваме на времето. Ние си купуваме кабеловите, а сега викат преносна струја. Дај со кантанетурата табен па. Пристап до мрежа, имаме мрежарина, еве. Да. Тоа не ми е јасно. Зошто какво е те пренос? Имам 2200 на пример струја, 2700 пренос. Каква е моја таа разлика на тоа? Треба ли да очекуваме нови изненадувања од Евана и регулаторна комисија до нова година? Секој ќе очекуваме и тоа не е спорно. Добро, а еве дали конкретно сте сведок на постоење на дневна ефтина тарифа од 13 до 15 часа? Не мога, тоа не работи. Проверивте? Да. Така. Така. Ајде, пријатно. Пријатно, благодарам за учеството. Еве уште еден твит од Бабаче кој што има напишано. Пристапот до мрежа е стекнато право, најчесто скапо платен приклучок. Не може да се воведува кај постоечки потрошувачи. Добро е прашањето како до сега си трошал електрична енергија ако си немал пристап. Ова е само плячка, грабеж на потрошувачи. Како вие го објаснувате сега ова нова ставка пристап до мрежа? Добро вечер.
Дали се слушаме? Добро, како и да е, јас ќе продолжам со Твитерџи и ќе подсетам меѓу другото дека можете да коментирате, шернувате и лайкнувате и на Фейсбук Црвена линија, сега кој профилот на Телма телевизија на Фейсбук, и додека се уште траеме активно учество да земете и во Инстаграм анкетата, каде што прашуваме ќе имаме ли новогодишно изненадување од ЕВН и РКЕ. Волтер напишал, ова е за тие што имаат повеќе станови, куќи, викендици, да земат повеќе пари од становите што им зјаат празни, пошто вака сега плаќаат само комунална такса. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Повелете во Црвена линија сте. Па господјата разговара таму. Дали ви е намален тонот целосно на телевизорот? Да. Да, ве слушаме, продолжете. Добро вечер. Добро вечер. Јас сакам да се надобржам нова. Вие самите го кажате уште на почетокот, присапот на електричната енергија, за мрежата. Значи, парите се во прашање. Парите се во прашање, а сакам да ми дозволите, пошто 200 пати прошлиот пат вртев, не ме уклучивте и сега 100 и нешто пати вртам. Да ми кажете кога има ефтина тарифа. И дали знаете дека ефтината тарифа била од 14 до 17 часот била. Не поново од први е од 13 до 15 часот. Некогаш така беше. Се извинувам, така било, ама зошто тогаш се скрати 1 час и сабајле се скрати и сега се скрати. Сега од 13 до 15 часот. Кој е дома од 13 до 15 часот? Никој нема дома. А проверивте ли дали свети, дали воопшто има? Ништо не свети. Ништо не свети. Сакам да кажам па за минатиот прав што беше. Значи ефтина тарифа, како од гледачите никој не му текна да каже. Значи ефтина тарифа било од 14 до 17 часот. До 17 часот било. И од 10, односно 22 до 07 сабајли. А скратија 1 час на ден, скратија од сабајли 1 час. Ја не знам на што оди ова. А овие се само пари за крадење. Нема ништо друго. Еве, јас ќе подсетам до гледачот дека имавме посебно издание на Црвена линија, токму во моментот кога беше најавено дека од први месецов ќе стартува дневна ефтина тарифа на електрична енергија, и тоа всушност не беше и анкетното прашање тогаш на Инстаграм. Еве, слушате какви прашања, констатации, одговори даваат гледачите, па еве можете и вие да се вклучите во дискусијата и со нив секако, можеби ќе слушнат нешто и од гледачите кои што допрва ќе се јават. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака, пристап до мрежа. Значи ли тоа дека и мобилната телефонија ќе воведе пристап до мрежа? Интернетот, пристап до мрежа овде. Дали фиксната телефонија ќе воведе пристап до мрежа? Што е сега мрежа? Пристапот. Нова давачка према граѓаните. Треба да ја плати некој. Ќе ја плати сиромаштијата овде. Затоа што секој пат кога се воведуваат давачки, се воведуваат према најслабо платежните граѓани во Република Македонија. И да разбереме, газдата од Аустрија, кој е дојден во Македонија, не е дојден да го изгуби капиталот кој го е вложил, него да го оплемени капиталот, да заработи уште повеќе на него. 10% од вложените годишно заработувачка, 20% од вложениот капитал заработувачка, ево ги парите. Зашто најголеми плати са во ЕВН во Македонија? Зашто? Прашувам. Затоа што ги плаќа сиромаштијата. И така ќе биде, и така ќе остане. Така беше и на крајот сите ќе си зборуваме, караванот ќе си замине, кога дојде ред ќе си ги платиме сметките, ако не ги платиме на време, извршители, нотари ќе заработат.
Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија и еве подсетување. Само внимавајте и на тајмерот 90 секунди за секое јавување, но додека траеме слободно можете повторно и повторно. Еве уште еден саркастичен, циничен, ќе речам слободно твит кој што му припаѓа на алхимичар, кој што напишал: турете и радиодифузна за да се знае. Верувам дека ќе го покажеме твитот, како и да е, гледате кои се нашите конкретно прашања денес до вас и дали сметате еве со воведување на оваа нова ставка, пристап до мрежа, треба да се укине ставката мрежарина и многу важно прашање оние кои што ете се во можност, дали забележавте воопшто дека светите 2 на ефтината дневна тарифа за електрична енергија од први, која што е во време трајање секој ден од 13 до 15 часот, како дневна тарифа. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во црвена линија. Па на едното броило од први, бидејќи ми го контролираат на далјинско од Лазар Личиновски под Кале, да, Светна, а второто броило што ми е сега од четвртокот, бидејќи дојде реонскиот читач, тој големиот стручњак, што му требаше 6 месеца да дојде, сега дојде у четвртокот човекот, иако претходно доаѓаше уште 5 пати, ама сега у четвртокот ја уклучи на другото броило ефтината струја. Сето тоа било лага, да ти кажам право, Тина. Значи, од јуни месец до сега Евана лажела дека треба техничка екипа. Ефтината струја ја уклучуваат реонските читачи на броилата. Сето до сега што не фермале, било лага. Околу оваа такса, сакам да прашам, да го прашате овој Марко, каде се 33,33% што ги плаќаме до 2015 година данокот за оптеретување на мрежа? Ова е истото тоа, само што тогаш 2015 го сокрија, го уфрлија во киловатите, значи автоматски ја покачија струјата за 33,33%, а сега повторно ни удира оптеретување на мрежа, бидејќи таква е дефиницијата. Кој повеќе се уклучувал на мрежата, ќе мора да го плаќам ова, затоа што секој ден бил уклучен на мрежа, некој само 3 месеца бил уклучен на мрежа. Фактички ова е оптеретување на мрежа, што го плаќам до 2015 како посебна давачка, или ја што го викам данокот на Милка Планинц од 83 година, што гледам по старите пред мене што се јавија, сите го заборавија и заборавија дека 2015 некој го уфрли во цената на киловатот струја. Благодарам многу за учеството. Ево уште еден твит. Гринго Ица пишува така: ова за да имаме најефтина струја декларативно, ќе има други давачки и вкупната сметка би била поголема, ама по киловат час. Ко порано, за ангажирана мокност 33,33%. Добро вечер, ако имаме нов гледач. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Пристап до мрежарина. До мрежа, мрежарина имам. Да, мрежа. Па слушајте, јас пред 3 години направив дуќан и до пристап до мрежа ми зедоа 400 евра да го уклучат дуќанот на струја, за струја. Тоа не ли е мрежа, пристап до мрежа? Така, тоа е за приклучок сте платиле, еве. А како ако не е за пристап до мрежа, што значи? Мора да дојдам ја до главната мрежа, за да може да се... Па најверојатно по тоа што сме пристапени кон мрежата, треба да плаќаме сега поново 3-4 евра. Ама тоа, нека не ги вратат парите за куќата, сум платил толку пари, за да имам струја, и за дуќанот, и ќе плаќаме. Како? Како е таа мерка за пристап? Пристап е тоа што треба да се приклучат на струјата. И тие, таа 400 евра ме кошташе. Тоа е за приклучок. Абе, приклучок и пристап, што значи? Не е едно исто. Еве, кажете ми дали уживате сега, користите дневна ефтина тарифа? Нема ефтина тарифа. Нема.
Добро, благодарам многу за јавувањето. Не значи многу се разбира, верувајте ми, слушаат, гледаат оние кои што треба да слушнат, така да вашите искуства и она што вие сте сведоци за темите за кои што говориме, ќе ни биде драго да ги споделите со нас. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па ја мислам, ова мрежа, тоа е дали е пајакова мрежа, дали е рибарска мрежа, сертна ли е, или на фудбалски голови мрежа. Не знам што мрежа, на што мислат каква мрежа. Нема никаков разлог да постои вакво нешто, овој додаток у тарифата, затоа што едноставно ми се сака, така и така ќе ги наведеме. Тоа ти исто како со кола, возиш појас. Па ако седам у кола, дали ќе ставам појас или не, ако ми се деси нешто, и со појас и без појас ќе изгинам, ако е нешто пострашно на удесот. Ама тоа не значи дека јас сум обрзан да го ставам појасот. Ама направија закон да ти мораш да ставаш појас, затоа што они се грижат за твоето здравје, за твојот живот. Зашто, бре, човече? Мојот живот е моја одговорност. Јас си размислам за мојот живот, дали ќе ставам појас или не. Едноставно не ставам појас и чао. Или ставам појас, така не те рекле некој така. А ова не ти е право на избор. Значи, и ова мрежа што кажувате е истото така. Значи, нешто што ти се наметнува. Не е твое право на избор, него е наметната работа. А друга работа, за сметки, мислам дека сметките ќе се намалат. Али мислам во формат. А4 формат сега, може ќе бидат на А8 формат или на А16 формат и намалени ќе бидат помалецки, ќе треба со наочари да гледаме. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Пристап до мрежа. Да. Значи покачување на струјата. Дали минимално, дали не знам како да кажам. Лани на 2000 динара потрошена струја, за пренос на струјата ми ставија 3000 динара. Значи 5000 динара платих за струја. Оваа власт, додека не доведе, само не натерува у земјата подлабоко да влегуваме. Ништо друго. Ни за лекови, ни за... Ако ние пензионерите само викаме лекови. Дај Боже, нека си не чекат сите у пензија да идат, да са живи и здрави. Ама многу е тешко кога се дават и многу пари за такви работи. Затоа што лековите, ако не са, ние не можеме не да обстоим. А за едење, што ќе јадеме, што најдеме, тоа ќе јадеме. Значи, пристапот до мрежата е качување на струја. Стрелката не ми свете, како што прежувате на часовниците, на струјомерите, на Т2, а и да дојдат, да паќат, да сакат, да местат нешто, нема да ги примат. И ги врнам назад. Таа струја ја не може да ја скористам од 1 до 3. Никако. Не ми требе да ми паќат, да ми префрлуват, да ми прават саато да очукува още повеќе и да... Така, благодарам многу за јавувањето. Зборуваме за пристап до мрежа, иако во сметките имаме мрежарина. Тогаш во 2022 година многу се зборуваше за мрежарина. Па еве да се подсетиме преку твитот на Пајонец кој што напиша: мрежарина од секогаш има во сметките. Порано беше и процентуално повеќе кога имаше поевтина енергија. Тоа што сега се разделени е одлука на регулаторна комисија. Ова ви зборуваме твитот 2022 година. И како напишал Пајонец, исто ко у кафана на сметката да стои трошок за месото за плескавица и башка трошок за келнерот. Сега, ќе се воведува нова ставка, која што се нарекува пристап до мрежа. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Гледач од Кочани. Поздрав до Кочанчани. Фала што ме приклучивте, иако ќе извините што малку, многу време, сигурно 20 минути сум звонел, нон-стоп, ама сакам
да кажам една реченица што знам, толку ја знам. Повелете. Вака сега. Ова сега што се прави за струјата, сето тоа што мислат дека преко социјалниот помош на ниските пензии и плати им дотираше на луѓето у Република Македонија, сега сакат да им ги земат тие пари. Тоа е закон што го прави владата за да може сите тие приватни фирми, како што е Заев, како што е Анđушевски, како што е сите што направија тие палените, што произведуваат струја, за да можат луѓето да работат со дупли користи. Дали овај народ го разбира? Сите ги гледам, дискутират. Ја имам градено куќа на црна, без дозвола, 71 година. Имам платено бандера, имам платено жица од бандера до бандера, имам платено приклучок, имам платено после легализација на куќа, имам платено легализација на електроенергичка конструкција у целата моја куќа. Сега живеам сам, пошто децата, фала Богу на државата, мораше да заминат и се заминаа некиња средња пат. Благодарам многу вам за учеството, 90 секунди е време траењето, но дојде и времето за реклами. А сега сме во оној дел на црвена линија, каде што следува соопштување на резултатите од Инстаграм стори анкетата. За следете на Инстаграм, веќе од утре можете да земете активно учество во секоја наредна анкета. На оваа денес, каде што прашавме ќе имаме ли новогодишно изненадување од ЕВН и регулаторна комисија за енергетика, со да одговорија 81%, а со не 19%. Еве како тоа изгледа таму на Инстаграм. Продолжете со дискусијата која што ја водевме денес во Црвена линија, секако и на социјалните медиуми, Фејсбук профилот на Црвена линија, профилот на Телма телевизија и секако на Твитер. Ја сега ќе ви го отворам пристапот не до мрежа, туку до едно тркало. Не мора ништо да плаќате, туку треба да бидете подготвени да си се го збогатите домот со една нова микропечка. Зошто го велам тоа? Бидејќи за многу кусо време ќе стартуваме со заврти на Телма. А еве како ќе ви овозможам пристап до квизот, односно со подкажување на прашања кои што секако ќе се случат во денешното издание на квизот. Ке имаме вакво прашање, например, под кое име е познат шеќерот декстроза? Потоа, кој е најпознатиот руски алкохолен пијалок? Кој црногорски владика е автор на епската поема Горски венец? И еве уште едно прашање. Кој е мачорот ако глувчето е Джери? Не звучи многу страшно, а верувам дека некој од вас денес заедно со мене екстатично ќе се радуваме на освојувањето на главната награда, која што за денес во заврти на Телма е микропечка. Драги мои од Црвена линија, благодарам за учеството и топло ве поканувам, особено ќе ми биде драго вашите гласови да ги слушнам во изданието на заврти на Телма и некој токму од вас да биде добитникот на главната награда. Повторувам, микропечка.